Што се прашаш кога наспроти тебе седи некој што е HR експерт? Дали што да кажам, а што да не кажам на интервју, како да напишам одлично CV, што работи HR секој ден? Дали се на страна на компанијата или на страна на вработените? Веројатно многу од овие прашања би ги поставиле ако имате можност да прашате некој кој што долги години всушност градел кариера во human resources или човечки ресурси. И токму затоа денес проти мене е Ивана Глигоровска, која што е VP People and Culture во Neon, а долги години работела како HR specialist, бизнис партнер во Polar Cape, во Neon сега и стекнала огромно искуство во однос на тоа што се треба да работи добар HR. Ивана, драго ми е што си во Newbiz. Исто и на мене. Многу ми е мило што ме поканивте. Јас кога работа во телевизија, моите кои ти ги прашува што работи Наташа, па се гледаш што работи Евија на телевизија гледате. Арно кога преминав после во PR, во маркетинг, малку им беше потешко кога ти ги прашаат, а кај е сега што работи, да кажат што е како е. И сега од тука ми е инспирација за прашањево, што работи HR бизнис партнер? Работи се. Значи, од почеток до крај. Не, јас, например, многу и размислував околу тоа дека едно од првите прашања најверојатно ќе да биде околу HR бизнес партнер, а мене тоа всушност ми е предпоследната титула, сега ми е смената. Значи, од ноември наваму сум Deputy VP of People and Culture. Уште потешко. Баш така. Меѓутоа, зошто не дошло ред всушност и да го сменаме, бидејќи никогаш посебно не придавам значење на самиот назив. Работата практично покрива многу слични работи, само на различен начин. Дали е HR менаџерска, HR бизнес партнерска, VP за People and Culture, значи повторно работата е луѓе, значи со луѓето, со процесите во компанијата, балансот помеѓу бизнисот и задоволството на вработените. Меѓутоа има значи мали разлики помеѓу сите тие. Например, HR менаџерот е на некој начин пооперативен или би требало да биде, значи во зависност од колкава е компанијата, па колку има подулоги, нели под таа позиција, значи кој што се во HR секторот, е пооперативен, додека HR бизнес партнерот е постратешки. Значи тука повеќе значи се придава значење, значи како да се даде совет на дел од бизнисот, дали е во насока на раст или во продажбата, значи што се случува врз основа на податоците што ги има за целата компанија. Значи мали се разликите во помали компании, значи практично слични или исти функции се покриваат или делумно се работат и двете работи, така што не би можела да речам специјално ова не е моја работа за некој дел од тоа што треба да се покрива, а ова е само моја работа. Како се стигнува до тоа? Кој е патот до VP People Culture? Значи патот во Македонија барем почнува од еден обичен HR генералист. Обичен, кој кажам, баш под наводници, бидејќи HR генералистот практично го покрива сето она што понатаму, значи и сите други улоги го покриваат, меѓутоа, да речеме во помала компанија, кога нема други дополнителни луѓе на кои што може да се потреба сопствениот тим. Така што HR генералист покрива најчесто во Македонија од рекрутмент до се останато што е потребно во компанијата. Што се останато би значило и евенти организација, и планирање на некои посериозни, да речеме, тимбилдинзи, во легалниот дел, во HR администрацијата исто така активно ангажирани вклуча и така натака. Така и јас сум почнала, значи од рекрутација најмногу. Од МДНМ2, па се понатаму. Да. Кога велиш јас сум почнала. Сега си во Neon, претходно бевте Polar Cape, така. Ако се навратиш наназад по однос на кариерниот пат, развојот, што е нешто како milestones ги гледаш? Што било пресвртно, клучно, момент на напредок? Може би негде кај што си мислила, овде заостанувам или се враќам чекор назад, или има причина зашто се враќам чекор назад, зашто побрзо се напредувам? Па, ајде да се вратам тогаш
многу поназад, значи бидејќи кариерата во Македонија, барем на нас децата од 80-тите родени, не ја биравме сами, не бираше некако на некој начин. Немаше премногу опции, така што и факултетите ги запишувавме, ајде да видиме кај ќе одиме, до кај ќе стигнеме и послам тоа, ајде што има да се почне со работа, така и мојата кариера всушност мојата прва работа, бидејќи не било тоа мојата прва кариера, беше во продажба, во осигурување. Така најдов работа после факултет. Така што од тука натаму ќе издвојам клучни моменти како пресврти кога сум рекла ајде да пробам нешто ново или кога ми било понудено да пробам нешто ново, кога сум го прифаќала. Без разлика дали тоа после ме однало во вистинската насока или била грешка, значи барем сум пробала нешто ново. Таков момент беше, значи пробав да го работам во осигурувањето и продажбата и беше супер работа за таа возраст која имав со супер плата, значи која што можеше да се постигне. Меѓутоа, после 3 години работа сватив дека имам квалитети кои што не ги користам во таа работа, а ми недостигаат, например, не сум човек што многу се доживува како продажен човек, значи да убедувам некој. Така што во тој момент се појави некоја опција за постдипломски студии во скроз друга насока. Значи јас сум психолог, значи по диплома работев во осигурување и продажба и овдека излегува во другото HR, во Human Rights, значи Master Studies, кој што беа можност во тој момент и одлучив, значи да се запишам. Бев на моја задоволство примена, меѓутоа беа во Сараево, значи тие постдипломски студии траја година или две, научив скроз комплетно нова насока, значи бидејќи тоа е повеќе правна струка, значи со нешто што до тогаш не сум се сретнала, меѓутоа беше извонредно искуство и нели како секој млад човек мислев дека сега ќе уменувам светот бидејќи оваа насока е многу интересна. За жал не беше тоа така баш возможно. Повраќањето во Македонија, опциите за вработување во таа насока беа многу мали, така што дефинитивно бев одлучена не се враќам повторно во осигурувањето. И тука дојде на ред, значи нешто што многу претходно го избегнував, работа со мајка ми. Да? А што беше работата? Човечки ресурси. Аха, значи ова семеен бизнис е. На некој начин, да. Меѓутоа, нели, барајќи јас работа, нели, по мојата работа со ништата или нели како ќе го поменуваме светот, тоа беше една од опциите. Во тој момент мајка ми работеше, мислам имаше компанија која што се бавеше со консалтинг, значи во човечки ресурси и ја одлучив дека нема да седам дома, нели, додека јас сето тоа пробувам да го остварам, ќе пробам да поактивно да се занимавам со ова. Кажувам поактивно бидејќи мајка ми беше вклучена во сите овие активности цел мој живот, значи средно училиште па натака. Јас покрај нејза сум била во повеќе проекти вклучена, значи мене човечките ресурси во позадината на размислувањето секогаш ми биле тема. И овој пат, нели, почнав да работам активно, практично секој ден. И така некако после одредено време, бидејќи како што кажав, нели, одбивав да работам во фамилија. Кој работел знае зашто го кажувам тоа. Си ја носиш работата дома, мислам не завршува тука. Така што после тоа аплицирав на пар работи и тука беше веќе случајно како јас стигам до мојата кариера како HR професионалец во IT индустрија. Случајно од мојата прва работна место па натаму, значи само си се продолжуваше таа патека. Се рече HR професионалец во IT. И тоа е нешто што генерално го гледаме како важна дистинкција. HR било каде на друго место се разликува од HR во IT како? Не би рекла дека се разликува, значи практиките се тие, потребите се тие. Едноставно разликата е, значи, во
луѓето со кои што работиме, значи и повторно ќе направам уште една дистинкција HR во IT, консултантски компании, сервисни компании и продуктни компании. Пак има мали разлики. Јас сум била секогаш во консултантски компании, скоп на околности, не е некоја намерна насока, меѓутоа има мали разлики во IT делот, бидејќи претходно сум работела, да речеме, регрутација за најразлични професии. Дали тоа биле банки, дали биле медиуми, дали биле работници за некој машин или било што, ја го гледаш описот за работното место, јасно ти е значи каков профил се бара. Горе-доле, значи можеш да разбереш што работат во банките, што работат во фабриките. Го гледаш CV-то во IT, прв пат, значи доколку претходно не си работел, и читаш кинески, значи ништо не ти е познато. Значи тоа се наведени технологии со креатиници, со тулови, не можеш да поврзаш едно со друго. Значи тука е првата дистинкција од другите, мислам различни профили се на луѓе, несватливи за секојдневниот човек, да речеме, значи што точно тие луѓе работат. Тоа е едната дистинкција, а втората дистинкција зошто е малце поразлично е многу долго време тие што работеа во HR, во IT компании, софтверски компании, имавме многу средства, значи кои што ни беа давани да ние можеме да си работиме работата. Тоа е разликата од можеби други индустрии, каде што буџетите беа порестриктирани, а овдека заради динамиката, недостатокот на кадрот и беше доста, да речеме, лукратив, приносна, значи гранка, долго време, до пред 2 години или кога малце се сменија работите, имаше многу отворени буџети кои што не беа на нас давани во овој дел, да можеме да бидеме иновативни во својата работа и да наоѓаме нови начини за било што, ретенција, енгејџмент, рекрутација и така натака. И тука беше она што, да речеме, и многу ги привлекуваше, значи да влезат во HR во IT, бидејќи имавме со што да располагаме. Сега е сменето? Па повторно по полека мислам дека се враќаат работите во некоја нормала, значи меѓутоа доста време застана, значи застана IT светот и значи знаете имаше и отпуштање во целиот свет. Остаток на проекти и така. Кога зборуваш за овој моментот на имавме многу ресурси на располагање, тука претпоставам главен е тој момент на добро да процениш каде да инвестираш. Апсолутно. Каде да те ги најдеш, ама да видиш дали ми се исплати оваа инвестиција во тој кадар. Што гледаш како важно зелено знаменце, а што како важно црвено знаменце во тој процес на проценка ова е добра инвестиција или тој човек е добра инвестиција? Ако збориме само за регрутација, значи има многу работи кои што нели ги согледуваме на еден HR разговор. Првенствено, мислам, не можеме никогаш да исклучиме искуството, значи кое што го бараме, да е соодветно со она што на нас не е моменталната потреба. Меѓутоа, не е тоа клучниот и пресуден фактор, значи зависи од компанија до компанија, значи некои си имаат различни правила, меѓутоа, еве, во повеќето од компаниите јас кај што имам работено, она што го викаме cultural fit, значи на македонски ми е многу тешко да ги наоѓам термините кои што ги користиме нели по HR делот, меѓутоа она да одговара на културата која што веќе имаме во компанијата е многу пресудно. Сега што значи тоа? Тоа не значи дека ние ги дискриминираме луѓето бидејќи не ни се допаѓате, нема добро да се дружиме. Напротив, значи гледаме и на тие луѓе, значи по начинот на кој што тие сакаат да се однесуваат, дали сакаат индивидуално да се поставени или тимски да работат или се интровертни, екстровертни, имаат различни потреби во секојдневието, значи дали, еве да речеме сега, работат само од дома, работат само во канцеларија,
и така натака. Значи на некој од нив, ако културата на оваа компанија е вака поставена, значи и повеќето вака се однесуваат, на нив нема да им биде добри. Тие нема да се вклопат, што би значило дека би дошло до одење од компанијата порано што го посакуваме. Значи не е дека ги дискриминираме зашто на нас не ни се допаѓа, туку и на нив можеби оваа компанија не им е совршеното место за работа. Еден од клучните моменти. Сега што се случува после регрутирањето? Знаеш, еве, се вработи и тоа е тоа, ама не е тоа, особено од позиција на HR, воопшто не е тоа. Што Не. се друго после работите? И од аспект на осигурување на продуктивност, проценка на ефикасноста, задоволството на тимот, континуирана едукација, развој, кариерни перспективи. Се. Значи посланта Како изгледа тоа? Тука значи послам вработувањето на еден човек, значи мора да му е обезбедено прво многу солиден онбординг, да речеме тоа е еден дел кој што во HR-от треба да ја земе на многу да се смета за многу озбилен процес, бидејќи тука ја запознава компанијата. Вие можете да имате прекрасна компанија, ама ако немате начин да му ја представите на човекот, нема да го има првиот впечаток добар за компанијата. Значи, што е онбординг процес? Се состои од многу етапи, меѓутоа треба да е убаво поставен, да му се срочени сите информации, да му се достапни, да му се презентираат каде се тие, да знаат за што кого може да го контактира, на кого може да се подпре. Значи, да не биде само фрлен на работното столче и послам тоа, значи да не знае како да функционира во остатокот од денот, неделата, следните 2 месеци, 3 месеци и така натака. Значи онбординг процесот во првите месеци е клучен за создавање нели за слика за компанијата, за тимот и за процесите како ќе функционираат. Меѓутоа тоа е еден дел. Значи што HR од друго прави, значи нормално се грижи за да има поставени соодветни бенефици и плати. Значи тие да се истражани како што се на пазарот соодветно во моментот поставени, значи да секогаш може да се подобруваат, значи да се адаптираат на тоа што се потребите на вработените. И тоа е значи во плати и бенефици. После ми да одиме нели како да некој доаѓа до подобра плата или што им е потребно понатаму, тука е перформанс менеджментот, односно да се има убав процес каде што ќе се евалуира работата на вработените, меѓутоа и соодветно да се наградува после тоа. Понатаму имаме нели сите други останати, значи алатки кои што ги имаме за engagement и retention. Сето ова значи што го спомнуваме нели е дел од културата со тоа е employer брендот. Employer брендот како го представуваме после тоа, како го вадиме нели пред остатокот од публиката, да не запознаат како работодавец и исто така дел од HR. HR работат HR процесите. Во целиот овој раста нови регрутации нели доаѓаат до многу промени во компанијата со тоа, во комуникацијата. Значи потребен е едно поставено организацијски девелопмент, односно наш change management што го викаме, значи да може да се предвидат промените кои што ќе настанат, значи од било што ќе биде ново, дали нови производи, продукти, сервиси, дали само зголемувањето на компанијата ќе донесе значи до некои потреби да се реадаптира за да може да функционира како што било и претходно или подобро. Така што многу полиња значи се покриваат понатака. Колку мислиш дека тоа што си дипломиран психолог ти врши работа во работата, во смисла има ли нешто што си речеш, ова знам и на факултет некаде го читав или ова истражување од психологија што го читав, што може тука да се примени? Многу беше одамна. Да? Моето студирање, меѓутоа да, на почетокот, значи кога почнував со работа, да, многу се потсетував на некои работи, значи кои што ги имам учено, меѓутоа тоа се викаше организацијска психологија на времето, значи уште не беа стигнати тоа. Значи тоа што го учевме на факултет, значи многу други концепти се уча и се разгледува, меѓутоа има поврзаност, мултидисциплинарна мислам, во секој случај, значи како професија мора да е поврзана, значи мора да има бизнес аспект и правен аспект.
Клучно исто за еден HR менаџер или посебно бизнис партнер да го знае бизнисот во кој што работи многу добро, знаки тој бизнис акимен да му е совладан, бидејќи нема како инаку да советува правилно. Сега, ако зборуваме за еве, можеби овој процес на регрутација, можеби процесот на селекција на кое CV да го погледнам. Веруваш ли дека може да се случи, затоа што вете има таков тип на системи кои што ја прават првата селекција со вештачка интелигенција, првиот скен можеби на CV-то оди по некоја автоматизација, ги има овие киворди, ова може да иде лево, ова може да иде десно, ова е во фолдерот да ги види човечко око, фолдерот ги дискартираме, не се за кај нас. До каде може да оди тоа? Како гледаш на тој процес на автоматизација и вклучување на агенти со вештачка интелигенција во вашата работа? Многу актуелна тема. Значи, цело време сега во сите, да речеме, конференција баш што посетив пред неколку дена и во нашата работа ја дискутираме и ќе има промени, не само што има промени до сега, ќе има и понатаму доста промени, на кои што мораме цело време да се адаптираме, меѓутоа во моментов ситуацијата ако ја евалуираме како е поставена, не можеме комплетно да се потпреме, значи на предселекцијата барем за CV-а, од повеќе причини. Значи, сепак прво треба да е CV-то напишано на соодветен начин за таа вештачка интелигенција, значи која што го чита и ги споредува keywordсот, да го препознае како соодветно, значи за сите потреби. Значи, додека луѓето не се обучат и секој не научи да пишува соодветно CV или да го адаптира на секоја позиција, ќе има пропусти. Значи, нема да бидат препознаени, значи можеби кандидати кои што би биле супер. Исто така, не секој треба или убаво би било кога сите би знаеле да напишат совршено CV, меѓутоа не е така. Значи некои го оставаат доста празно, пишуваат само позиција автоматски, значи не му дава на системот со што да работи. Меѓутоа да, мораме да учиме да ги користиме овие алатки, значи да даваме шанса, значи да ни помогне во работата. По остатокот да речеме да си го препроваруваме и секогаш ќе биде така. Меѓутоа AI-от не помага само во регрутација, мислам се случуваат интересни работи во многу сфери кои што помагаат во делови за HR, така што каде гледаш вештачката интелигенција како најкорисна во HR? Скратува време, значи за некои административни работи за кои што претходно би ни требало денови, сега можеме да ги правиме многу побрзо. Сам еден баш пример, имавме некоја презентација на работа, сам јас како пишувам белешки на интервју и како после тоа ми ги средува било која платформа. Тоа е скратено време, значи 10-15 минути, значи мене ми се дадени гратис, бидејќи многу точно разбира сите мои печатни грешки што ги правам доста. Значи знаеш на што се однесувале и убаво после го склопува целото тоа. И бидејќи нон-стоп работи со тебе, учи на тоа кои ти се најчестите тајпот што ги правиш, каков ти е стилот на куцање, баш ти е добар пример. Оно што исто така би сакала да го начнеме е сите оние, не знам дали се вистини или приказни, дали се искуства или мотивацијски постови. Сигурно си налетала, можеби на видео, можеби на LinkedIn пост, кај што регрутер или HR специјалист се зборува за тоа како имав таков и таков кандидат, по ништо не се вклопуваше за позицијата, ама ете јас решив интуитивно да му дадам шанса и се покажа дека ми е најдобрата одлука. Колку често се случуваат такви работи во реалноста? Знам дека е мотивирачки да го прочиташ, ама колку е реално? Прво, значи, не можеме да знаеме колку често, бидејќи најчесто нема да им дадеме шанса, нели? Сам бидејќи нели не поминала една фаза, втора фаза, имаш задршки, процесот мора да продолжи понатаму, освен ако единствениот кандидат во тој случај нема да даде шанси, тогаш не знаеме. Меѓутоа имало ситуации во двете насоки, значи и во оставил многу лош печаток, мислиш дека се влечале буквално зборови со клешти на интервју и така натака, викаш
Не знам, значи можеби и знае човеков, ама ете како А да го имаш нешто стомак ти вели, Да. абе не е лошо, не. И доаѓа до ситуација да ќе дадеме шанса, излегува комплетно спротивна ситуација, значи луѓе кои што збореле и повеќе што треба, да речем, и се вклопиле и во култура и така натака. Мислам, имало такви примери, имало и обратни примери, каде што Брилирал на интервју. да, совршено поминуваат интервјуата и после тоа не се гледа никако тоа во работа. Мислам, нормално е дека ќе има грешки на двете страни. Сега како да се надминат? Мислиш ли дека искуството ти е во даден момент ти е она што ти кажува интуицијава ми е добра или некако се поклопува тоа што го гледаш како искуствено и тоа што можеби го чувствуваш е потсвесно си го стекнала со тек на време и со многу интервјуи и со многу тимови со кои што си работел? За мене, например, интуицијата е уствари потсвесно искуство. Сам така го доживувам, така што свесно што можам да кажам е дека 95% од ситуациите кога знам дека втора шанса на одредени кандидати нема да биде потребна, и така излегува. Значи некој што еднаш направил вака, следниот пат го повторува истото. Слабо учиме од грешките, Па сега грешки, човечно е, значи викаш, ајде може денот не бил добар, можда имало други околности, години поминале, нели некој научил, се адаптирал, сменил некој, бидејќи овдека не збориме за техничко знаење, баш за мекиот дел збориме, значи за поставување и однесување професионалност во целите процеси. И да, 95% да речеме се повторуваат истите ситуации. И уште една работа која што често се коментира, особено на социјалните мрежи, која ти речат HR ги штити интересите на компанијата, немој да додеш во HR, нема да ти ги решат проблемите што ги имаш. Подобре да дадеш отказ, отколку да додиш да се оправаш. Така треба. Апсолутно Како го коментираш тоа? Да, апсолутно неточно, бидејќи секој добар HR, значи не можам да гарантирам, нели има некои луѓе кои што едноставно стварно остануваат во позиција на кадрово. Меѓутоа, секој добар HR знае дека бизнисот не може без да успее, да биде успешен без среќни луѓе и обратно. Значи, не може да има среќни луѓе без стабилен бизнис. Значи, на нас не е работата некаде во средина. Меѓутоа, тоа што вработените, односно луѓето со кои што работиме, не го знаате дека ние тивко ги правиме работите. Значи, ние не се експонираме, ниту бараме заслуги за нешто на некого ќе му решиме проблем. Некогаш на некого му се решени проблем без да отиде во HR, само зашто дознал HR. Меѓутоа, нема друг начин, освен ако ние не ја имаме информацијата, да подобриме нешто. Значи, затоа ние секогаш се молиме кога имаме онакви engagement survey или било какви анкети, значи за задоволство во компанијата, значи се молиме, одговорете ги, заради тоа што инаку немаме врз основа на што да правиме акции кои што ќе нормално се за подобрување. Така што многу се битни информациите и комуникацијата. За крај, ги споменавме малку трендот на пад на проектите што влегува, имаше отпуштања глобално во големите пред се тек компании. Кои се трендовите и глобални кои што реално би се рефлектирале и кај нас во доменот на особено на IT индустријата и особено од аспект на кадар и на вработување? Па многу е динамично, за да можам да дадам некое издржано мислење, мислам, околу темата каде оди сето ова. Динамично е, значи уште години ќе има промени и години. Цело време оваа индустрија, посебно во IT делот, значи подлежи на промени, нови технологии, учење на нови технологии. Сега со AI-от, значи подобрување на да речеме на ефикасноста во тие технологии, бидејќи работи доста од работата за луѓето во моментот. До каде сето ова ќе оди, каде ќе застане, дали ќе замени луѓе вистински или само ќе им даде подобри алатки за да работат, мислам дека треба да почекам уште пар години, бидејќи предвидувањето од пред 2 години е, значи дека до 2026 нешто ќе се случи, 2025 сме, некои работи не се заменети, меѓутоа се гледа динамиката на промените, така што
не е исклучиво дека некои работни професии ќе станат непотребни во толку голем број барем. Јасно, да. Да. А некои пак ќе добијат можност повеќе да Да. сработат како резултат на алатките, Да. но во секој случај вие те имате таа улога и да ги водите низ процесот на адаптација на новите услови на кариера. Апсолутно, мислам, цело време се размислува на рескилинг, значи кои се нови вештини кои што вработените може да ги добијат, нели кои што ќе компензираат, да речеме, за нешто што можеби ќе биде заменато со вештачка интелигенција и така натака. Така што дефинитивно мислам тоа отсекогаш било дел од нашата работа и понатаму ќе биде доста актуелна. И ќе мора да се случува бидејќи нели ќе мораме да се прилагодуваме на се што Да. доаѓа Колку се секогаш. радуваш кога ти дојде некој вработен да ти каже, слушај, јас мислам дека треба да добијам обука за ова за да се надградам себе си, или гледам дека наваму оди ова во мојава технологија, мислиш ли дека може да организираме обука на ниво на компанија за тоа? Да, апсолутно, мислам тоа се најубавите моменти бидејќи тоа покажува голем engagement, ангажирано што би се превело на Македонија во компанијата, мислам, луѓе кои што сакаат да се надградуваат и да растат се нормално најголемиот асет кој што може да го има една компанија, уште поубаво кога тоа го споделуваат со компанијата или кога сакаат да бидат вклучени во такви програми или самите да придонесат, така што тоа ни е нели нашиот сон да имаме такви вработени. И реков за крај, ама еве сосема за крај. Што е твојата дефиниција за успешен HR? Па вака и се што кажав до сега ќе сумирам, мислам дека ако со еден збор треба да го опишеме, флексибилност. Значи тука нема простор за размислување во рамки на црно или бело. Значи секогаш има сиво, секогаш има нијанси, други примеси, така што мора да сме флексибилни на се што не носи денот, значи годината и така натака, бидејќи не можеме да застанеме и да викаме ова е правилото, туку правилата ги адаптираме и наша работа е цело време да ги адаптираме. Ти благодарам за разговор. Ти благодарам на тебе.